Почитувани представници на медиумите, СДСМ бара 5 милиони евра од прославата за 8 септември да се пренаменат за чиста вода за граѓаните. Водата веќе не е за пиење во 7 населени места во Македонија: Гостивар, Валандово, Крушево, Пласница, Прилеп, Лешок, Преглово. Прашање е кој град е следен. Бидејќи изворот Студенчица го користат и Кичево, Македонски Брод и Долнени, ризикот е дека и за овие места водата може да биде загадена. Мицковски отвара базени, додека во 7 населени места водата е неисправна за пиење, а низ Лепенец и Вардар тече бела пена. Отровот стигна и до главниот град, до Скопје. Со Мицковски и ВМРО-ОКГ најскапото нешто, здравјето на луѓето, е доведено во прашање. Најосновната животна потреба на граѓаните за чиста и здрава вода е очигледно загрозена. Ова е системски колапс на институциите под команда на Христијан Мицковски и на организираната криминална група ВМРО. Мицковски буквално ја труе Македонија. Во вакви околности на затруени цели градови, болни, со можни извори на зарази, каде граѓаните немаат пристап до чиста и здрава вода, крајно несоодветно, нехумано и неодговорно е да се потрошат 5 милиони евра за прослава на независноста и не е воопшто патриотски чин 5 милиони евра да завршат за организација на настан, а веројатно и дел како провизии во џебовите на власта. Најпатриотскиот чин на денот на независноста е да се обезбеди здрава вода за македонските граѓани. Бараме да се пренаменат овие 5 милиони евра и наместо за скапи настани да се дадат за чиста вода за македонските граѓани. Пречистителни станици, филтер станици, резервоари за вода, обнова на водоводни цевки, нови инсталации. Можеме 35 години од независноста да прославиме поскромно и поздраво со народ кој нема да се труе само поради пуштање на чешмите дома. Владата на Мицковски до сега криеше од јавноста колку пари ќе потроши за прославата, но акт денеска открива. Додека Мицковски и ВМРО-ОКГ ја трујат цела Македонија, немаат милост за тендери и за провизии. На 167-та седница, одржана на 28 април 2026 година, владата на Мицковски и наложила на АД Државна лотарија да обезбеди 300 милиони денари или околу 5 милиони евра од нераспределената дивиденда на друштвото за 2024 година за финансирање и спонзорирање на манифестации за прослава на независноста. Пред да биде објавен формалниот повик на Државна лотарија, во јавноста и медиумите беше објавено дека Авалон продукција веќе е избрана и ангажирана како главен партнер за централните музички настани. Како? Под маса? Ова е сомнително и од законски аспект и треба да биде испитано. Не може народот во цела Македонија да се труе, а некој да лапа милионски провизии. Не може да нема вода, да нема заплати, да нема за пензии, а да се трошат 5 милиони евра на прослави. Пренаменете ги парите. 5 милиони евра се многу пари. Да им обезбедиме на луѓето чиста и здрава вода. За Македонија се работи. Ви благодарам.